Веќе и најавив, ќе зборуваме и за куглањето во денешното издание на Македонија денес. Верувам дека многумина од вас некогаш пробале да куглаат, слушнале за овој спорт, се увериле дека во Македонија има навистина успешни кугларски клубови и значајни резултати кога станува збор за надпреварите. Она што е интересно, за кое што ќе зборуваме е дека Скопје ќе биде домакин на интернационален кугларски турнир кој што ќе се случува во месец септември, поврзано секако со празникот 8 септември. Зашто всушност станува збор ќе дознаеме од подпредседателот на кугларскиот клуб Вардар, господинот Дарко Димитровски. Добар ден и добре дојдовте. Фала на покана. Добро ден. Пред се зборуваме за интернационалниот кугларски турнир кој што на ваша иницијатива за прв пат оваа година се случува во Скопје. Ме интересира од каде идејата да се организира еден ваков интернационален турнир. Па добро, идејата е претежно тоа што со куглањето се бавам многу години и сум бил по многу надпревари, по многу турнири во светот. Така да на Македонија можеби освен веќе еден постоечки турнир на една екипа од нашето првенство, да создадеме и ние еден таков турнир кој ќе биде интернационален, во кој ќе се промовира куглањето во Македонија, бидејќи во моментов му треба баш промоција на овој спорт. Така да се решивме заедно со управата на мојот клуб да направиме еден голем турнир, бидејќи ќе биде стварно голем турнир, ќе учествуваат 4 екипи од странство и да биде тој еден празник за куглањето заедно со празникот на Републиката, да го прославиме и денот и да го промовираме куглањето како што треба. Да се промовира куглањето, иако куглањето не го разочарало нашето општество и се сеќаваме добро на еден навистина убав момент кога стана збор за успех на светско првенство. Да. Тогаш се размрда ситуацијата и тогаш можеби повеќето слушнаа за оној успех и она славење на кугларите кога дојдоа со резултат во Македонија. Да, тоа е најинтересно, можеби многу луѓе не знаат дека најуспешен екипен спорт на репрезентативно ниво е куглањето, затоа што таа 2013 година станавме светски вице шампиони во куглање. И да, супер беше пречекот, супер одзив имаше сето тоа, меѓутоа не придонесе многу за да се куглањето да се качи едно скаливо погоре, да. Стандардни проблеми како сите спортови, федерација, финанси и такви работи, така да немаше ли интерес можеби по таа вест кај младите да повеќето од нив отидат и да се запишат на куглање, да дојдат во вашите клубови, да прашат како тие да бидат членови? Па лично вака немам искуство дека некој дошол и само иницијативно од еден успех на куглањето да се зачленува на некој клуб или да кугла, меѓутоа порано имаше многу убави школски лиги кои го промовираа куглањето во школите. Имаше многу деца во тоа време, предно зборам за некоја си пред една деценија период, така да можеби тоа е повторно потребно да се промовира куглањето, затоа е се обидуваме и медиумски малку да го промовираме, па ако има заинтересирани деца, со драго срце ќе бидат примени секогаш. Да. Навистина не е толку популарен спорт, многумина можеби повеќе го гледаат како рекреација и момент на уживање и на одмерување на силите со пријателите, кој повеќе ќе успее да не ги знаат веќе по имите толку многу сите оние кои што куглаат, но ете, постојат клубови каде што може да се научат сите тајни. Мене ме интересира, твоите почетоци во куглањето, фамилиарен спорт е кај вас, речи си сите во вашето семејство да се директно или индиректно вклучени во куглањето. Тука ли се роди љубовта? Па да, нормално е. Една генерација пред мене, значи татко ми е главниот иницијатор за мојата љубов према куглањето. Два сина има, двата влегува во куглање, значи веќе 20 кусур години сме во куглањето, зборам лично за мене, они и повеќе. И влезене во крв и тоа нема излегување до крајот на животот, така да еве сега на оваа возраст се обидуваме да направиме што може поголемо промовирање на куглањето, затоа што нашите денови како млади куглари поминаа и сега сакаме да малку да помогнеме овој спорт да се популаризира што повеќе. Да. Дали сте цело време во кугларскиот клуб Вардар? Не. Лично јас ги имам поминато многу клубови. Почнав во Мак Петров, кој ден денеска е најуспешниот колектив во историјата на куглањето. Бев член на Вардар, но тогашен Вардар кој постоеше под закрила на спортското друштво. Сум бил член на други клубови, меѓутоа тие се најуспешните клубови во Македонија, така да можам да се пофалам дека сум бил дел од големи спортски успеси. Дарко, кажете ми, дали во другите градови низ Македонија е активен овој спорт? Постојат ли услови за да се тренира, за да се кугла?
Па Скопје е центарот на куглањето, значи со двете постоечки куглани кои ги имаме тука, сите клубови кои не се многу, сега се 6, за жал се намалуваат цело време, така да сите клубови се претежно Скопје, освен еден битолски клуб, клубот Хераклеја, кој морам да им честитам на луѓето за упорноста во опстојувањето и покрај тоа што условите им се, да не кажам, катастрофални. Имаат куглана во Битола, меѓутоа таа е надвор сите стандарди, надвор од каква била моторна куглана, која не би можела да биде достојна за да речеме европски надпревари. Така да во минатото имаше и кугларски клуб од Струга со првава куглана во хотелот Дрим, меѓутоа клубот поради не знам кои причини згасна. Така да центарот е Скопје, 90% може да кажам Скопје, другото све другото е надвор од Скопје, како Битола и Струга. Да, за спортот е многу важна конкуренцијата, да се има навистина квалитетна и добра конкуренција за да се оди понапред. Па ете, како вие се справувате со потребата од конкуренција и доволно јаки надпреварувачи за да ги одмерите силите? Па да ви кажам, кога го основавме овој клуб Вардар, баш конкуренцијата можеби ни беше како главен мотив, бидејќи лигата овие години имаме една македонска лига и во таа лига доминантен и најуспешен е Мак Петрол клубот и завлада една монотонија во куглањето во која се знаеше однапред секоја година кој ќе биде шампион, бидејќи тие се најаки и финансиски, во структура и во све. Така да кога основавме тој клуб сакавме да видиме дефинитивно ние конкуренцијата на клубот како Мак Петрол и мислам дека достојно успеавме во тоа што водиме тешки борби секоја година во дуелите и конечно се врати малку некое чувство на дерби во лигата после многу години. Да, навистина интересно е да се погледа еден ваков надпревар, куглање. Често пати тоа го гледаме на некои од филмовите каде што се создава еуфорија, па се гледаат можеби и посебните начини на подготовка, на тренирање, на концентрација. Да. Може ли да ни го објасните процесот на еден тренинг? Како изгледа еден тренинг по куглање? Тука има ли загревање како во другите спортови? Да. Што е она што е потребно? Добро, видите, многу луѓе сметаат дека куглањето е забава и едно време го викаа пензионерски спорт, нели? Само за забава и за рекреација. Меѓутоа мора да кажам дека куглањето е многу специфичен спорт во однос на припремите и во однос на самиот спорт, бидејќи и покрај тоа што да речеме припремите се стандардни за сите спортови, значи ние исто трчаме, се спремаме физички, кондицијски се спремаме. Потоа може да се послужиме и со вежбални, со теретани. Така да, но главниот момент на тренинзите во куглањето нормално е на патека. И тука ги градиме сите тие наши стилови на куглање и сите детали ги разработуваме. Значи куглањето е концепт на спој и на ментална снага и на физичка снага. Така да воопшто не е лесно, нека дојдат да видат како се потиме. Да. Да се види дека и таму може да се исплати еден играч, исто како на некои од другите надпревари. Дарко, колку има интерес и кај девојките за куглање? Дали можеби тие доаѓаат во овие ваши клубови да пробаат да куглаат? Сега сме во еден период кај што женското куглање е тотално на нула. Постоеше женско куглање, не дека постоеше лига, меѓутоа постоеше еден женски клуб со 7-8 девојки кои беа супер талентирани. Но и тие за жал биќе нема своја лига учествуваа во нашата, да кажам условно, машка лига, им беше дозволено, меѓутоа поради причините кои ги кажав, поради финансиски причини тој клуб згасна пред 2 години, така да моментално женското куглање е на најниски гранки. Да се надеваме дека во иднина ќе постои интересирање пак некој да ги поддржи девојките и да почнат да куглаат. Да, како што кажавте и самиот надпреварот кој што допрва следува на 8 септември треба да ја подигне малце публиката и да го зголеми интересот за куглањето со самиот факт дека доаѓаат доста реномирани и успешни кугларски клубови од земјите во Европа. Можеме да кажеме дека ќе донесеме еден вид на елита кугларска кај нас овде во Скопје на 8 септември. Па каква беше реакцијата на клубовите на упатената покана за присуство на овој прв интернационален надпревар? Па бевме изненадени бидејќи имаше многу убав одзив, голем одзив, бидејќи сепак ние како Македонија сме ценета нација во куглањето. Значи не ги памтат успесите, знаат колку ние мала шака на луѓе тука работиме за куглањето. И првично турнирот беше замислен со само 4 екипи, меѓутоа поради интересирањето го зголемивме на 5. Толку можевме да дозволиме во овој момент.
Така да екипите кои доаѓаат се од бивша Југославија, но мора да напоменам дека баш бивша Југославија е носител на светското куглање, посебно Србија, кои се, како да кажам, вонземјани во куглањето, они се светски прваци повеќе години поред, а во таа 2013 фамозна баш нив ги поразивме во полуфинале. Така да екипата на КК Београд која доаѓа како шампион на Србија е многу успешна и на светско ниво, исто и Калцит Камник од Словенија. Да не зборам за Медведчак од Загреб кој е бивши екс-европски првак, и плюс екипата на Ревита која оваа година е вице шампион, а лани беше шампион на Босна и Херцеговина. Така да сите сме пријатели со овие екипи, се познаваме многу долги години и нема зашто да одбијат таква покана. Да, ќе биде пред се и забава и дружење. Да. И сето тоа е во целосна организација на кугларскиот клуб Вардар. Да. Каде ќе се одржува надпреварот? Па поради поубава достапност на кугланата во Борис Трајковски, таму ќе се одржува надпреварот. Таа куглана е поспремна, порепрезентативна и сега сме во организациона смисла во подготовки. Таа куглана да биде супер спремна за да има добри резултати. Да, ние сами го организираме турнирот со поддршка нормално од спонзори, така да се надеваме дека ќе успееме она што све го замисливме, а тоа да изгледа светски тој турнир, дека ќе го оствариме. Дали ќе бидат отворени вратите за публиката и кога е точно закажан почетокот на надпреварот? Дали се знае сатницата? Се знае, да. Значи вратите широко ќе бидат отворени, нема карти, нема ништо. Само желба да има гледачите да дојдат. Да. Така да турнирот ќе се одржи во сабота, значи веднаш после празникот, 9 септември. Почетокот, официјалниот почеток каде што ќе почне надпреварувањето е во 10 часот наутро, а ќе има свечено отварање околу 11 часот. Но би се работи за 5 екипи, тој ќе трае малце, тој ќе трае подолго, ќе трае некаде до кај 16 часот попладне. Да, во текот на целиот ден ќе може да доаѓаш да гледат. Да. Дали тука имаме различни категории, како е тука воспоставен системот на бодување, од каде доаѓаат судиите, како сето тоа се регулира? Па ќе биде класичен кугларски надпревар како што се одржува секаде, значи сениорски екипи, у најдобрите состави ќе настапат сите екипи. Ќе се рангира и екипно и поединечно, значи екипата, збирот на резултатите на членовите на една екипа го дава екипниот резултат, а исто така ќе се наградуваат и поединечни резултати. Така да дојдете па ќе видите. Едно нешто ме интересира, во фудбалот, во кошарката, во ракометот, публиката доста барана и значајна и нивното навивање и еуфоријата на трибините. Дали во куглањето тоа може да ви одмогне во концентрацијата или пак да ви помогне? Тој глас од публиката. Да, куглањето, да имате прилика да видите на светски надпревари какво навивање има, ќе помислите дека сте на трибина на стадион. Значи, тоа е се до играчот, колку тоа ќе му помогне или одмогне. Некои играчи сакаат да играат во тишина, некои сакаат да играат со мотив, со публика позади себе, меѓутоа сепак навивањето е дозволено. Добро, збориме за фер навивање, да не се попречува противникот, да се најава само за својата екипа и за својот играч. Да. Сега уште едно нешто ме интересира во однос на тоа дека потекнуваш од кугларска фамилија, една генерација пред тебе твојот татко Драги Димитровски, кој што долги години настапувал во можеби појаката лига во време на Југославија, кога навистина била моќна кугларска сила и самата Југославија, и денеска ти, твојот брат, секако кој што исто така е дел од кугларскиот клуб Вардар, Димитар Димитровски. Кажете ми, каква е разликата кога ќе седнете да разговарате неформално во однос на тоа како било порано, како е сега? Па добро, дали ви е криво што и вие не сте биле во тоа време, или пак може на вашиот татко му е криво што тој денеска не е можеби во тие години кога може најмногу да допринесе? Добро, татко ми од играчки аспект бил дел и во тоа време и беше дел и од ова време, ќе куглањето е спорт кој годините не ги признава. Може да се кугла додека ве држат нозе. А од кога најрано? Па најрано препорачливо е да детето биде, младите деца веќе малце оформени, да не биде, да нема деформации, биќе куглањето малку спорт со посебни тежини. Така да околу 10 до 12 години почнуваат да куглаат децата, меѓутоа ви велам дека има куглари кои се во врна форма и на 50 и на 60 години. Така да кога разговараме на таа тема со татко ми дома, биќе јас не го фатив тој дел. Може да се каже като во тоа време екипите биле многу посилни од бивша Југославија него во Македонија
сме имале клубови кои еден-два клуба кои учествувале во тие сојузни лиги во тоа време. Меѓутоа, од кога осамостојна Македонија со нашата лига, може се пофалиме кај ние имаме своји успеси, така да сме на добар пат. Некако ми е неспоредливо, да, некако неспоредливо од такава држава во тоа време до сега, така да се види дека можеме и сами. Да. Секако дека сме на добар пат кога станува збор, само уште малку повеќе да се популаризира и да има што поголем број на куглари и девојки дефинитивно кои што ќе бидат дел од кугларските клубови. Да. Рекреативно доста често се користи куглањето, но и се меша со боулингот. Тоа се две различни, да кажеме, дисциплини. Може ли тука малце да ги разграничиме која е разликата помеѓу куглање и боулинг? Оној боулинг кој што ние тука го имаме по трговските центри. Да, значи боулингот, добро, под иста федерација спаѓа, ти боулингот и ова куглање кој го викаме ние класик. Така да боулингот е многу пораспространет. Тој се игра на сите континенти се игра. Додека класикот ние кој го практикуваме ова куглање е малку поограничено, највеќе во Европа се игра и во некои други држави надвор Европа, но тоа се многу малци. Разликите се освен во реквизитите, самата кугла, самите кегли таму, има разлики во самите правила. Океј, во основата е иста, меѓутоа, како да ви кажам, тоа е како пинг-понг и тенис. Значи, се игра и пинг-понгот и со рекет, исто и тенисот, нели? Така да, куглањето во боулингот, куглата е многу поголема, има избор на тежини, знаете дека има дупки тие, така. А нашето куглање се игра со мали кугли, универзални, со една тежина и на дланка. Има разлики во кеглите кои се рушат таму, во американско куглање се 10, кај нас е 9, формацијата е различна. Така да детали се, меѓутоа има доста разлики и можам да кажам дека нашето куглање, европското куглање е според мене многу потешко. Потешко да се совлада и секако дека се потребни тренинзи и стручни лица кои што ќе го објаснат начинот за да не се дојде можеби до некоја несакана повреда при незгодно ракување со куглата и начинот како се пристапува на патеката. Па да, ние кугларите патиме често од повреди, бидејќи посебни делови од нашето тело се премногу ангажирани во куглањето, а тоа се да речеме десна рака во зависност дали сте левак или деснак. Половината често ни страда поради самиот потек на клекнување и потек на наведнување, колената, така да мора да се пази, мора стручно да се пристапи на куглањето за да може да има несакани повреди за да се спортува во топ форма. Да, имаме доволно стручни лица кои што тоа знаење може да го пренесат и секако се расположени тоа да го направат, што е најважно. Па има стручни лица, се менуваат генерациите, па сега ние стануваме стручни лица, така да еден од тие генерации возрастни е татко ми, но бидејќи куглањето нели останува на помладите, па сега ги презимаме и тие обврски. Да. За самиот крај околу надпреварот, кои се очекувањата на Вардар, ќе успееме ли тука да ги совладаме противниците кои што доаѓаат од бившите југословенски републики? Видете, куглањето е спорт кој може да изненади и фаворитот да биде поразен. Меѓутоа, не би се ставил во фаворити, бидејќи, како што спомнате, брат ми Димитар Димитровски, кој доскоро беше член на Вардар, оваа година ќе одигра баш во Медвешчак, направи таму трансфер. Меѓутоа тој и тука ги имаме тие трансфери, значи барање. Да, имаме трансфер на двајца Вардарови играчи во Медвешчак, кои ќе се обидат да му помогнат на клубот Медвешчак да се врати на старите патеки, меѓутоа си ги начинаме наши и кога тоа ќе си дојдат назад у Вардар. Сакате да ми кажете дека Медвешчак ќе игра против Вардар, односно дека Димитар ќе игра против Дарко? Можно е, но бидејќи овој е прв турнир каде што не се стриктно правилата се уште разграничени, најверојатно Димитар ќе настапува за Вардар. Меѓутоа, бидејќи тоа е малце како промотивен турнир, така да а Бојан ќе настапува за Медвешчак дефинитивно, така да ќе има интересни дуели меѓу македонски играчи. Да, ќе биде интересно и забавно, токму поради тоа ги покануваме сите гледачи на Македонија денес да не заборават сабота 9 септември со почеток во 10 часот, се некаде до 16 да свратат во кугланата на спортскиот центар Борис Трајковски, каде што ќе се одржува интернационалниот кугларски турнир на кој што ќе учествуваат доста интересни екипи кои што се навистина мокни и познати во светот на куглањето, да погледнат како тоа изгледа, да допринесат за добрата атмосфера, а доколку им е доволно интересно и привлечно, секако и под турнирот да се упатат кон некој од клубовите да пробаат и тие да го играат овој спорт. Дарко, јас ви благодарам за промоцијата на куглањето во Македонија и секако за тоа што позборувавме за овој интернационален кугларски турнир. Верувам дека по завршувањето ќе имаме повторно можност да разговараме и ние како медиум да допринесеме за развојот.
Фала на поканата, ова многу ми значи, па повелете да дојдете на турнирот, да видите како тоа изгледа. Па се надевам дека со некој успех ќе се сретнеме пак за некој интервју. Ви благодарам за гостувањето. Фала и на вас. А ние тука продолжуваме со Македонија денес, следна содржина и последна за која што ќе разговараме денес, се најавуваме еден навистина интересен фестивал на љубителите на рок музиката. Joy Fest по 6-ти пат се случува во Крива Паланка, кои се групите, бендовите кои што ќе настапат оваа година, ќе дознаеме во продолжение. А секако на самиот почеток од разговорот една музичка numera станува збор за Игор Џамбазов и Гуру Харе со пријател. Следете не.